Театарот најчесто го доживуваме преку зборот. Но што се случува кога зборот не е доволен или не е достапен за сите? Во Македонија се почесто се отвара прашањето за инклузија во културата, особено за лицата со оштетен слух. Кога работев, се сеќам на крајот на финалето, сакав да донесам на сцена едно девојче или момче што е од Кочарацин заводот за глуви во Битола и целиот тој концепт да се заврши со говорот што беше на крај да се финализира со деца и луѓе кои се припаѓаат на светот на тишината. Се сеќам директорот на фестивалот вика: "Не, како така, ти си ненормален, како може ние да ставаме глуво дете на музички фестивал кои не го слушаат." Инсистирав, знам дека страстно се борев за таа идеја, ги убедив некако целиот тим и се сеќам тоа одеше и во живо од страна на македонската радиотелевизија. Сериозен настан, бидејќи имаше деца кои учествуваат на Eurovision Kids и така натаму, сериозни музички звезди. Мислам дека направивме големо дело, бидејќи во салата присуствува околу 40 на деца глувонеми, кои едноставно си поминале прекрасно на тој музички настан, иако не ја слушаат музиката, најчесто те гледаат бои, кореографија, ефекти и така натаму. И кога се запознав со нив, тоа мене многу ме трогна и сватив дека тие немаат социјално-културен живот, ама никаков. И од тој случаен настан, да кажам, им ветив на учениците и на децата дека еден ден ќе им направам представа на нивниот мајчин јазик. Бидејќи знаковен јазик го викаме ние слушачите, а глувата популација го вика со мајчин јазик. И така да после 12 години се реализира таа идеја за која сум ветил на едни мали деца дека ќе реализирам и по случајност ато го отворив само наменски, да кажам, за да можеме како правно лице да можеме да ја реализираме идејата. За дел од публиката, театарот долго време беше недостапен. Иницијативите што го вклучуваат знаковниот јазик се обидуваат да ја променат таа слика. Независната сцена мислам дека во моментов е во некаков зародиш кој што треба да му пркоси на државните сцени кои веќе се некако дури досадни, би рекол, не прават некој голем новитет и мислам дека недоволно се храбри театарските куќи да прават нови автентични естетски јазици, нови пристапи театарски така натаму, кај што публиката ќе биде, како да кажам, ќе да биде во тек со времето, а и која е таа визија што би се случило во светот во иднина. Се почесто независниот театар се занимава со теми кои ретко се отвараат во јавноста, како што се дискриминацијата, цензурата и менталното здравје. Ако ние представуваме проблем на мнозинството граѓани, например, некојаш луѓето бегаат од вистината, не им е пријатно, не сакаат да учествуваат тоа, не сакаат да го гледаат и така натаму. Но кога земате маргинализирани, например, проблематики или не знам, како што беше представата у Love Stereo Crazy, каде што главната девојка е глува, сите тие проблеми што таа ги поминува како млад човек, барајќи работа, селејќи се од државата, плюс глува и така натаму, многу полесно имате пристап до мнозинството на граѓаните, бидејќи од една маргинализирана група на граѓани, публиката и граѓаните имаа можност да себе си се приспите, да се видат од еден друг агол и да може да ги признаат своите проблеми. Најчесто кога имате инклузивен театар, секогаш мнозинството вика: "Ау, па види какви проблеми имаат луѓето, ние имаме помалку, чекај што правам, па чекај, уствари можам ова јас подобро да го направам", така натаму, така да пристапот до граѓаните е многу подобар кон публиката кога земаш тотално една маргинализирана тема или граѓани на маргинализирани групи за да можеш да го доближиш тоа до публиката. Публиката е тоа многу поискрена. Представите базирани на реални искуства често отвараат прашања што не се лесни за гледање, ниту за слушање. Но токму таму се поставува дилемата: дали публиката е подготвена да се соочи со нив. Публиката кај нас, моето искуство е дека е првен шокирана, дека може јавно, гласно да се говори пред се за сите тие проблематики и дека, и повторно ќе кажам, дека секојаш театарската публика која ги гледала представите нато, да кажеме, секојаш излегува со чувство:
чекајте луѓе, не можеме само да се жалиме, бидејќи има стварно граѓански заедници или маргинализирани заедници во земјава и во светот кои имаат многу поголеми проблеми од проблемите на еден граѓанин кој нема проблем со слух, со инвалидитет или биле жртви на семејно насилство и така натаму. Така да Атос, искуството на публиката од Ато е дека доста е со лелекање и дека може човек да направи промена доколку превземи акција. И покрај предизвиците, независната сцена останува еден од ретките простори каде што може да се постават прашања без јасни одговори. Во моментов за мене е многу страшна ситуацијата во однос на младите уметници. Им советувам од искуството што го собрав. Според мене мислам дека само треба да се стават во огромна акција, некојаш и финансиски поддржана, некојаш и нефинансиски, да не чекаат покана. Дека живееме во многу тешки времења, во тешки времења секогаш се раѓаат нови уметнички продукти. Театарот не мора секогаш да се слуша. Понекогаш доволно е да се види. Прашањето е, дали сме подготвени да го разбереме?